Кризата го изеде Едерлези. Нема ниту музика, ниту курбан јагниња. Еден од највеселите и најголемите ромски празници се поминува скромно. Без малку, како и секој обичен ден, со вообичаените поплаки за сиромашното катадневие. Вела денеска за телевизија Стар, 81 годишниот Шенај Санилов и 57 годишната Мелике Адемова. Земе социјално, девојчето болна, јас сум болен. Добра. И немаме могуćност како напред друго беше. А сега овие закони што има, се лошо е. И едва е, нема од дека да најдеме. Криза ли? Криза е многу криза. Еднојагне колку е? Еднојагне сега не можам да памтам колку е, скапо е. Тоа е сиромаштија, криза нема, на во кризата кој ќе прави? Кој јагне да купи? Има човек сега леп, нема што да јаде. Ако некогаш улицата ечеше од звуците на препознатливата традиционална ромска песна Едерлези, сега е невообичаено тивко. Никој не помислува на слави, макар што спомените за едно убаво време се уште се свежи во меморијата на нашите соговорници. Беме кај горе кај Сутлако, кај Шпрти, таму беме. Сите деца собираме се тога и старите, тога јадење правеа, се ништо се правеа. А сега сега овие младите не прават ништо. Порано испаѓаше, сега нема. Како беше порано првиот ден? Абе, интерес подеме не првиот ден, унапред еден месец, 2, 3 или 5-6 месеца за овај ден. Овај ден најдобар ден ни е. Арно, ама немаме могуćност. Криза. Песната не познава социјална состојба. Едерлезија е вкорената во ромскиот генетски код, предизвикувајќи наплив на емоции. Тоа е песна која опеува трагичен момент од нивната историја. Едерлезија е создадена во еден од вагоните на возот кој ромите, во времето на Втората светска војна, ги транспортирал во логорот Јасеновац, каде подоцна голем дел од нив биле погубени. На тоа песна човек треба да плаќа. Оти е тажна за тоа. Иако судбината не ги милувала, она, основното, надежта, наспроти сите премрежја, се уште е силна. Шенај искрено се надева. Сето ова е минливо и стариот сјај на празникот со кој се слави доаѓањето на пролета ќе се врати, а звуците на Едерлези повторно ќе ечат во нивното маало. А понатаму, ако биде тога и ние ќе частиме. Само нека биде понатаму како беше, а не како е сега. Доколку дојдат очекуваните поубави денови, традицијата не се заборава. Празникот се слави 3 дена. Прво ден се готве, јадење, оде се горе кај Шутлако, кај Шпртица оде. А другите 2 дена? Другите 2 дена на излет. Да. На шетање. Во меѓувреме, за Едерлези нема место во нивните размисли, туку како да се преживее денот и да се дочека следниот.